Власта руши рекорди во крадење. Омилената фирма на власта ќе заработува 63.000 евра на ден од само 10 булдужери во рек Битола, обвинува потпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски. Тој во јавност објави документи со кои обелодени дека власта ангажирала приватни булдужери, кои граѓаните ќе ги чинат над 16.000 денари за само 1 час работа. Прашува со овие пари колку нови булдужери може да се купат, кои ќе бидат во сопственост на државата. Овој договор кој што го презентирам и кој што кажав чини неверојатни 16.253 денари по час, значи дека Марковски компани за само еден ден од рек Битола ќе наплаќа 6.300 евра или за сите 10 булдожери ќе наплаќа 63.000 евра. Отворено се поставуваат неколку прашања. Колку нови булдожери може да се купат со договор од 9,2 милиони евра и тие да бидат во сопственост на државата, а не на омилената приватна компанија? Дали може да се купат 15 или 20 булдожери кои што ќе бидат во сопственост на државата, а не во сопственост на Марковски компани? Кој поединец, кој граѓанин заработува по 16.253 денари за работа за само 1 час или 6.300 евра дневно? Ова го нема никаде. За скандалот кој денеска го обелодени опозицијата од власта молк. На прашањето од Алфа за обвинувањето од Николовски денеска решија да не ни одговорат. Реакција имаше само АДСМ, од каде обвинуваат за инсинуации, но не демантираат. Само ја префрлаат одговорноста врз службите на рек Битола. Во став 4 од член 3 на договорот за споменатата јавна набавка, јасно и недвосмислено е наведено дека обемот и времетрењето на услугите ги утврдува исклучиво договорниот орган, соодветните служби од рек Битола, зависно од неговите потреби. Го подсетуваме потпредседателот на ВМРО ДПМН дека за прв пат после 2 децении АДСМ набави механизација за сопствени потреби, токму последниве 3 години. Николовски прашува и како е можно за народот преку антикризните мерки да се одвојат само од 500 до 1000 денари, кога за своите омилени фирми имаат да одвојат фрапантни суми. Прашувам, кој е интересот на власта од овој договор? Кои се скриените коруптивни намери во овој договор и кои се првенците од власта, од СДСМ и од ДУИ, кои што имаат дебела корист од овој договор? Дали е вистина или не дека врвот на СДСМ директно ги договара тендерите во рек Битола? Тој го повика обвинителството и сите други надлежни институции да се заинтересираат за овој случај и порача дека ако тоа не го направат во следните неколку месеци по промената на власта, тоа ќе го сторат лично тие, а одговорност ќе сносат сите засегнати.